Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите владко торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во сад за матење. Во садот за матење додаваме половина од шеќерот и ванилиниот шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Потоа со миксер ги матиме и белките. Во изматените белки го додаваме преостанатиот шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Изматените жолчки ги додаваме во садот со изматени белки. Мешаме со лажица. Потоа во садот ги додаваме брашното и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпан го нанесуваме во тркалезен калап за печење, обложен со хартија. Го ставаме калапот во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Во длабок сад ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Го сечеме пандишпанот на 2 еднакви дела. Првата кора ја ставаме на чинија за торта. Со лажица ја попрскуваме со компотот од праски. Потоа ја премачкуваме со мармаладот од јагоди. Праските ги сечкаме на коцки и ги нанесуваме врз пандишпанот. Врз праските нанесуваме шлаг. Врз шлагот ја ставаме втората кора пандишпан. Со лажица ја попрскуваме со компотот од праски. Потоа целата торта ја премачкуваме со шлаг. Преостанатиот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со помош на шприцот со топчиња шлаг го украсуваме страничниот дел на тортата. Потоа топчиња шлаг нанесуваме и по крајот на горната површина. Врз секој топче шлаг ставаме по една цреша. Кивито го сечкаме на полукругови. Полукруговите киви во круг ги редиме пред топчињата од шлаг. Со една половинка праска од компот на средината ја завршуваме декорацијата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 60 минути.